Ало, добар ден, здраво пријатели, јас сум Петар Наумски, ова е нашиот канал Наш свет со Петар. Денес е 13 јуни 2026 година. Имавме во минатите неколку дена не снимав видеа, затоа денес ќе се обидам да направам една ретроспектива, да ги соберам овие денови, што се случуваше на руско-украинскиот фронт, на војната или специјалната војна операција, како што ја нарекуваат таму. Имавме неколку интересни случаи, имавме напади длабоко во Русија, на 1000 километри од границата од Украина, имавме убиство на висок чин од руската армија, имаме бомбардирања во Крим. Значи, украинците демонстрираат една офанзивност, удари со дронови, нови ракети и така натаму. Но пред да продолжиме со анализата и со тоа што се случуваше на фронтот во Русија и Украина, потсетување дека видеата може да ги добивате само доколку станете член на каналот, тоест доколку направите subscribe или абониран за каналот, бидејќи алгоритмот на YouTube е таков што видеата нема да ви ги покаже. Значи, одиме понатаму. Имавме форум, имавме во Санкт Петербург, имавме економски форум кој што се одржува секоја година и на тој форум секогаш спорува и претседателот Путин, тој секогаш таму исто беше и оваа година. Имавме видео за тоа што се случуваше во Санкт Петербург, потсетување. Во Санкт Петербург за време на форумот имавме удари со дронови по складовите за нафта и кон еден воен брод во близина на Санкт Петербург во пристаништо Кронштадт. Со тоа украинците малку го ореметија, малку дадоа свој печат оваа година на Санкт Петербургскиот економски форум и дадоа до знаење дека тие не се фактор за потценување, туку дека можат и се тука. Со тоа нешто тие пред се предизвикаа и освоја една медиумска или пропагандна позитива во своја цел, дадоја печаток свој и со тоа направија плюс во својата медиумска пропаганда. На Санкт Петербургскиот форум зборуваше и Путин некаде околу 2 часа, меѓутоа во неговото излагање немаше некои така позначајни работи кои што треба да се кажат. Тој повтори дека руската економија се држи добро, дека и понатаму треба да се инвестира, да се напредува. Повтори дека руската армија напредува во фронтот во Украина. Повтори, тој според него русите победуваат во Украина на фронтот, имаат иницијативата ја имаат. Путин исто така се сретна и со Шредер, со неговиот пријател Шредер. Повторно повтори дека го гледа Шредер како можен посредник во преговорите помеѓу Европа и Руската Федерација. Но на Санкт Петербургскиот форум предизвика малку поголемо внимание обраќањето на Безруков. Безруков е еден од професорите на народни односи во Москва. Тоа е едно така доста угледен факултет во Москва, каде што излегуваат сите тие кадри, дипломати и така натаму. Безруков зборуваше повеќе време, зборуваше за сегашната ситуација, за потребите од тоа да се планира иднината, да се мисли за иднината, да се креира иднината и така натаму. Но што беше важно? Тој кажа дека во наредните 20-30 години треба да се подготвиме за перманентни конфликти, војни и така натаму. Кажа дека 20-30 години нема тоа да престане, тоа да се случи од денес за утре, туку ќе има едни постојани конфликти во тој еден прелаз на овиот свет. Тоа беше излагањето на Безруков. Нема многу да се задржувам на Петербургскиот форум. Како што кажав, имаше многу делегации. Според русите од 150 држави, 160, не знам како. Меѓутоа имаше прв пат американска амбасада делегација. Некаков помошник беше таму, човек кој што бил задолжен да ја гради неговата
сала за свечени приеми во Белата куќа. Знаете, во моментот има една сала за свечени приеми која што е малку пропратена со негодувања и така натаму. Украинците направија во моментот неколку напади со дронови, но и ракети. За прв пат, можеби за прв пат, тие ја демонстрираа ракетата која што може да се управува, Фламинго. Фламинго е правена по пример на англиските и по примерот на Таурус ракетата, која што е управувана и која што не лета, не прави една хипербола или една балистичка траекторија, туку се движи по една ниска атмосфера. Затоа на тој начин не може да биде прифаната од противвоздушните одбрани. Украинците ударија 1000 километри во руска територија. 1000 километри го ударија во градот Чебоксар на 1000 километри. Ударија во една фабрика која што произведува антени за таа радиоборба, тоест антени за против радиоборбата, за дроновите, за против дроновите и така натаму. Еден показен удар на една длабока далечина во Руската Федерација на 1000 километри го направи украинците за прв пат, демонстрира еден таков удар. Во моментот на обстрел и е прекината линијата која што поврзува Крим со Москва. Тоа е таа магистралата која што го поврзува Крим со Москва. Украинците ја прекинаа, имаат инсталирано многу дронови покрај таа линија. Нападна автобус, уништија автобус, убија околу 7-ката пруга, прекината е железничката конекција, врска помеѓу Москва и Крим. Во моментот Крим е железнички одсечен, очигледно тоа ќе биде наредната мета на украинците, Крим, и да се напаѓа и да се одделе Крим. Во Крим се извршени неколку напади. Од Симферопол, градоначалникот и ПВО-то, тоест противвоздушната одбрана, јавуваат секојдневно за многу дронови кои што доаѓаат на кај Симферопол и на кај Крим. Го ударија и музејот за кримската историја, тоест за одбраната на Крим. Нешто кое што е показно, кое што украинците сакаат со тоа да покажат дека не се согласни со таа кримска историја и така натаму. Крим е украински но исто така следуваше ги повторно еден атентат, и тоа во Москва. Следуваше атентат, нема многу информации од руските медиуми. Бил убиен полковник кој што бил на високо ниво во руската армија. Според гласините бил полковник кој што бил задолжен за логистиката на ракети на руската армија. Тоест можеби бил полковникот кој што е одговорен за логистиката на ракети кои што се истрелуваат кон Украина. Повторно една показен напад, била инсталирана бомба во неговиот автомобил кога тргнал и бомбата експлодирала. Имавме неколку овакви атентати на високо поставени руски генерали. Повторно сега гледаме напад на руски генерал. Нема официјални извори, нема официјални информации, но слуховите се дека тоа е човекот кој што бил задолжен за логистиката на ракетите во руската армија. На руска страна, освен Петербургскиот форум, деновиве, тоест денес, вчера беше денот на Русија, каде што русите го славаат денот на нивната република, тоест на Руската Федерација. Имаше средба на Путин со војници, каде што го прашуваа неколку прашања. Едно од прашањата кој што беше интересни е на прашањето кој што беа интересни е прашањето дали тие подготвуваат паралела, тоест аналоген систем на Starlink, бидејќи војниците кажаат дека украинските дронови и беспилотни летателни апарати, како ти викаат, се управувани и навигирани по Starlink, додека русите се уште немаат Starlink. Starlink е едни многу сателити кои што не се во високата орбита, туку се во една ниска орбита. Руската Федерација веќе од 23-та разработува систем, истрелани се многу ракети, сателити во ниската орбита, но има паралелно еден друг
систем, освен сателити, да се направат и балони со одредено ропна, кои што ќе бидат, кои што ќе тој начин ќе даваат сигнал на уредите на земјата. Тоест, Путин одговори во таа насока дека тие работат на систем кој што е соодветен на Starlink и дека веќе имаат истрелано многу ракети. Кога сме веќе кај Starlink, некаде на почетокот на месецот видовме, тоест имаше објави од американците дека Starlink дал веќе согласност и ги отворил сигналот за територијата на цела Русија. Тоест, украинците веќе имаат сигнал на Starlink низ цела Русија. Што значи тоа? Тоа значи дека украинците можат да навигираат апарати низ територијата на цела Русија, бидејќи сигналот веќе го имат. Друго нешто кое што беше важно, одговорот на Путин вчера беше дека за прв пат, тој кажа за прв пат дека тие не се борат против Украина, туку се борат против НАТО и Европската Унија. Кажа дека НАТО и Европската Унија даваат оружје, дека НАТО и Европската Унија се дел од конфликтот и дека Руската Федерација е во воени действија или во спротивставување со НАТО и Европската Унија. Тоа е нешто ново, бидејќи секогаш во минатото гледавме, слушавме едни така филувани одговори дека тоа се украинци, нацисти и така натаму, но никогаш не се спомнуваше дека се станува збор за директно инволвирање на Америка, на НАТО и на Европската Унија. Вчера рускиот претседател го кажа дека Русија е во конфликт со НАТО и со Европската Унија. Паралелно со нападите на украинците на руска територија, украинците очигледно добија замав, очигледно добија една самодоверба и се случи една средба во Лондон помеѓу Англија, Франција, Германија и претседателот Зеленски, тоест на таа тројка од Европа, заедно со Зеленски, и тие излегува со еден манифест, со едно комунике, каде што поставија услови, тоест нивни услови за завршување на конфликтот. Прв услов кој што го поставија е да се заврши војната на фронтот, тоест каде што минуваат сега фронтот, да се заврши таму и тие територии да припаднат на Русија, тоест на Украина. Очигледно тоа не е прифатливо за русите, бидејќи тие во нивниот устав ги впишаат целите територии и на Донбас, и на Луганската, но и Херсонската област. Се уште тие не ги поседуваат и очигледно тоа не е прифатливо за русите, бидејќи тие нивна цел е да минимум ги контролираат тие области кои што се запишани во рускиот устав. Друг услов кој што го поставија е руските активи. Руските активи да се замрзнат и да се дадат на Украина за обновување на земјата. Тоа е нешто воече во вид на репарации, тоест прифакајќи го тоа, русите очигледно ќе треба да прифатат дека ја изгубиле војната и дека нивните средства ќе се дадат како репарации на Украина. И последниот услов кој што го поставија е ЕУ војски после потпишувањето на мировен договор помеѓу Украина и Русија, ЕУ војски да дојдат во Украина и да ја обезбедуваат украинската територија. Нешто кое што беше како иницијална каписла или како иницијатива да започне руската иницијатива, бидејќи русите не сакаат да имат туги војски на украинска територија. Тоа беше една од основните мотиви на русите, декларирани мотиви на русите да започнат со таа офанзива во Украина, бидејќи ако има војски во Украина, според нивните стравови, тоест времето за реакција нивно е многу мало и на тој начин е застрашена Руската Федерација. Тоа беа едни од основните мотиви да Русија навлезе во Украина. Тоа беа случувањата кои што се случија овие денови во Украина, во руско-украинскиот конфликт. Малку собрани компактно, што се случуваше да бидеме во тек со настаните. Во светот има многу други случувања, затоа во наредните видеа ќе зборувам и за случувањата на Блискиот Исток, Ерменија, Англија, Африка, Јужна Америка и така натаму.
Пред да го прекинеме видеото, подсетување доколку сакате да добиете овакви видеа со информации кои што ги нема во медиумите за масова комуникација, телевизија, радио и така натаму. Единствениот начин е да станете член на каналот, а тоа можете да го направите со кликнување на subscribe или на абониран на YouTube. За сега, пријатно.